проблемите. Ние треба да го сватиме и затоа користам оваа прилика, повикувам до органите, не повикувам до нив да си поднесат неотповиклива оставка итна, повикувам до органите, до собрание, председател, кој ги има поставено, да ги одземе и да ги едноставно тргни повеќе, да ги спречи да бидат уставни суди и воопшто суди во Македонија, бидејќи такви луѓе нас не ни се потребни. Ние треба да ги решаваме заеднички проблемите. Значи повикувате да се одземат ингеренциите. Да се одземат и повеќе ни да бидат суди. Значи не да оди постутре да си биде некој судија во некој суд, не. Да му се одземе едноставно дипломата, ти го прекршува на светото нешто. Уставниот суд е најголемо правно тело кој што донесува одлуки. И ти вака ако почнеме ние, ова е случај за македонците, па јас ќе се одземам. Мисля, таму имаме 5-6 македонци, што треба тие сега да се одземат и никош не може да се рече случај. Затоа е, пак ќе кажам, повикувам да органите кои што ги номинираа овие судија, двајца албански и Турчино, да се отповикаат и да не му се дозволува повеќе да се занимаваат со право. Кажете ми, во која насока ја гледате значи, изјавата на нашиот премиер, господинот Мицкоски, каде што вели дека да не се секираат и да не се грижат албанските граѓани, можеби ова со судот ќе потрае и месеци и години, дури спомна години. Па тоа е трагедија, видите. Како може, например, така лежерни години да... Па трае 5 години, од кога се поднесени овие иницијативи од 13, па ќе речеме од 2 политички партии и од 11 граѓани, меѓу кои адвокати и така натаму граѓани. Им дава ветер во грб ли дека може уште неколку години тоа да си Па со тоа го манипулира и лажи народот. Значи ова треба да се реши сега. Што ќе донесе одлука Уставниот суд, јас пак ќе кажам, можда нас нема да ни се допадне и ние може да се буниме и се така натаму, но тоа е тоа, треба да се реши овој проблем и да се реши во најдобра корист за сите. Значи, јас секогаш ќе кажам дека ние во оваа држава сме унитарна. Не смееме да бидеме бинационална. Сега сакаат албанците, политичарите, да ја прават оваа држава бинационална. А каде се другите заедници? Каде се турците, власите, ромите и србите? Значи, тие ништо не добиваат, ние ќе ја делиме државата, као во стило на национален јазик, службен јазик ќе биде македонски, албански и така натаму, што јас, гледате самиот законот е донесен, и сега тој закон се оспорува, тука дали ќе биде од Уставниот суд отфрлен целио или ќе некои точки што се во законот, но ние знаеме дека Македонија мора да биде унитарна, не бинационална, и бидејќи тука живеат повеќе национални заедници. Имаме, значи, утре луѓе ќе ти кажат, ромите, турците и другите, и ние сакаме исто што сакаат албанците. Што правиме после? Не, ама тоа се комплицира и уште повеќе, пострашно зошто повеќе се комплицира е, затоа што ние ако вака се делиме, бидејќи ние правиме блокада со јазикот. Гледате помалци, албанци, поготово млади, бе во Тетово, кажав тој примерот дека со келнерот, не знае да збора дете 14 години македонски, не сакал да учи и други не сакаат да учат и тоа ги има во повеќе места се разбира. Таа одбивност кон македонски? Па одбивност затоа што политичарите креираат таква одбивност да не поделат и политичарите имаат некои од овие националисти, поготово албански и редентисти што се, да направат федерација и тоа е патот да се распадне Македонија, поточно да одземат дел и да формираат нивната желба како националисто и редентисто, Касами и други некои, да креираат голема Албанија. Тие можда да си имаат желба, можда и македонците имаат желба за голема Македонија, но тоа мислите, нема. уште постои таа идеја кај албанците за голема Албанија? Сигурно дека постои кај одредена група политичари посебно. Но јас зборувам сега за народот, ние треба да се дружиме. Ние треба, ова што направивме, посебни факултети, посебни гимназии, посебни основни училишта, посебни градинки, ова е најголема глупост. Ние треба, како и Соединетите Американски држави и други држави во светот,
да спомнам, еве ќе кажам Русија, Кина, одиме Турција, одиме Албанија и така натаму, да бидеме, да одиме заедно, да се дружиме, ние треба заедно да посетуваме школи. Да нема, зошто како на економски факултет, јас имам завршен економски факултет во Скопје, замислете, јас порано учев во времето на поранешна Југославија, тогаш не се делев. Сега имаме факултети албански, имаме ова, не е проблем да имаш, но тоа нас не дели. Нас не дели и кога ги делиш луѓето, ние помалци се дружиме помеѓу нас. Новата генерација, младите ги уништуваме. Креираме омраза, креираме нетрпение, наместо да креираме соживот, наместо да креираме братство, единство, наместо да работиме заеднички, во секој поглед, да се дружиме, па и да нашите млади луѓе утре, други ден, да се мешаат повеќе и повеќе, како што се случува, да рече Америка. Одете Америка, Германија, ќе видите таму дали ве прашува некој дали сте црнец или албанец, македонец или французин. Значи, ако ти одговара човек, ако е добар, ќе се дружиш. Нема тука националност. Во ова настока што говорите ова, следува и моментот што се случи пред некој ден, а тоа е Али Ахмети даде изјава, нормално, секогаш дава, не нормално, него веќе навикнавме, дава изјава секогаш на албански, но овој пат беше само на албански. Македонските телевизии беа повикани и нема никаков транскрип, нема никаков превод. Никаков превод нема, дури Бујар Османи тргна да преведува, Али Ахмети го врати, кажа не може. Видете, Али Ахмети од времето откако постои неговата партија, откако слезе од планина горе, откако ја креира војната, таа не беше војна, тоа беше еден малце нера, да речем, пукање и така натаму, за жал погинаа и албанци, и македонци, и се направи, се креираше еден голем страв кај населението, еве може да се случи ова, тоа заврши брзо и беше све направено, режирано од него и неговите луѓе, се разбира и од надвор луѓе, кои што сакаат да дестабилизира државата и да повлечат дел, да ја распаднат Македонија на делови, поготово западниот дел и дел од Скопје, но во тоа не успеа, бидејќи тука се умешаа американците и други држави, не дозволија Македонија, бидејќи Америка се стратешки партнери како и Европа и други држави на Македонија, не дозволија тоа да се случи Македонија, да се подели на делови и така натаму. И тоа го знам од луѓе што биле во учека, албанци им би кажувале дека тоа било све оркестрирано, ќе правеле голема Албанија, ќе правеле не знам што, но тоа не се случи, тој се направи тој неред, стана преседател, формира партија и стана главен човек и од тогаш не прозборе пред медиумите, да речеме, македонски и покрај тоа што знае да зборува, и тоа е Али Ахмети е националист. Па го слушавме во бомбите како убаво зборува со господинот Никола. Македонски јазик пее таму? Независно, пее, не пее, значи прво живее во Македонија. Сепак е ова Македонија. Да, Албанија не е проблем, ќе се зборува албански. Значи нема никаков респект према македонците, према македонските граѓани, сите граѓани, независно вера, нација, религија, и према македонскиот народ, нема респект према државата, затоа што тука цел живот е пратеник и ние од нашите пари одделуваме за неговата плата и за сите други пратеници. Значи јас би му препорачал на Али Ахмети, од демократи, мое лично име, да ја спушти малце топката, од тие работите нема да се одвијат како тој што има замислено, и да треба ние сите заедно да почнеме да работиме на соживот. И да почне да зборува македонски кога треба да се зборува македонски. Затоа што добро знае дека скоро 80% од македонските граѓани, пак ќе речем независно вера, религија, не знаеме албански. И да покаже респект према државата Македонија, а не да сонува некои сонови кои што нема да му се остварат и нема да му се остварат на ниеден националиста и редентиста, поготово од албанците, а се разбира нема да му се остварат ни на еден националиста на македонците кои што цело време мафтаат со картата на голема Македонија и со тоа промовираат раздори, се разбира, ние не сме способни да се
ние не сме способни како луѓе да се справиме со овие криминални политички структури, СДС, ДПМН, ДУИ, уште ПЧС кои што влегуваат во коалиција, ние сега ќе ја вратиме Македонија од грците и ќе ја вратиме од бугарите.